Борче, информацијата која што пристигна попладнева, секако ќе ги интересира сите граѓани е дека последнова година ќе може да се слуша српската, хрватската и македонската музика. Така, Ѓорѓи, деновиве ЗАМП направи конфузија во Македонија, инаку донесе една спорна одлука според сите за 48 часа да ја спремат 85 правни субјекти да ја сменат програмската шема при што се забрани слушање или емитување на српска и на хрватска музика. Меѓутоа денеска, бидејќи сите реагираа на оваа одлука, се донесе разумно решение да се одложи оваа одлука за 15 дена или од четврти или од понеделник имаат 15 дена сите инволвирани да седнат на заедничка маса и да изготват нови измени на законот за заштита на авторските права и исто да биде прифатлив за сите и да биде во корист не само за авторите, туку и за слушателите. А вечерва секако она што беше што не се ни знаеше дали ќе може да пеат странски пејачи од Хрватска од Србија по плоштадите, тоа значи нема да важи, ќе можат сите да изведуваат и во Скопје ќе имаме странски изведувачи, што се ќе се случува на плоштадот Македонија, повикат градоначалникот Коце Трајановски. Добро вечер, кажете ми што се е подготвено за вечерва? Да, за вечерва градот е подготвен за дочекот на новата 2016 година, затоа ги повикувам жителите на градот Скопје и пошироко да дојдат вечера на плоштадот Македонија, кој што после одреден период за поново дочекот на новата година е на плоштадот Македонија. Значи во 21 часот почнува новогодишната програма со диџеј, со пуштена музика преку диџеј. Потоа следува Мухамед Имери, по него доаѓа Тамара Тодевска и новата 2016 година ќе дочекаме со Оливер Драгоевич, а после него поново ќе има музика од диџеј. Така, господине Трајановски, најавивте дека ќе има богата музичка програма, ќе има македонски звезди, ќе има странски звезди, ќе има диџеј. Колку очекувате луѓе вечерва да дојдат на плоштадот Македонија? Јас очекувам дека ќе дојдат поголем број на луѓе за дочекот на оваа 2016 година, во секој случај повеќе него ли што беа за дочекот на 2015 година, со оглед на тоа што гледам расположението кај граѓаните и сега веќе што ги гледам луѓето кои се движат према плоштадот Македонија. Така да очекуваме дека ќе има многу луѓе, многу граѓани кои ќе дојдат да дочекаме заедно 2016 година на плоштадот Македонија. Така, господине Трајановски, јас ви благодарам што бевте дел од дневникот на Канал 5. Инаку студио да напоменеме уште еднаш дека забавата на плоштадот Македонија започнува во 21 часот и да апелираме до сите, односно да ги поканиме да дојдат и да се забавуваме заедно со овие прекрасни звезди кои што ќе пеат вечерва овде. Ивана Борче, јас за сега ви благодарам на разговорот со вас, подолу повторно во дневникот. А дали се чувствува новогодишната еуфорија во Охрид? Најавени се многу гости. Ја прашувам колешката Сонја Рилковска докаде се подготовките за прославата. Да, Томек, на неколку часа до најлудата ноќ во Охрид се чувствува празнична возбуда, празнична еуфорија. Во моментов на градскиот плоштад Свети Климент Охридски е мирно. Славениците се дома и се подготвуваат за дочекот на новата година. Оде на градскиот плоштад ќе има богата програма. Калиопи, Викторија Лоба, Боби Мојсовски, Компас, Бенд и охридските чалги и ансамбл од Билјана Јуниор ќе ги забавуваат бројните туристи и охригени на брегот на Охридското езеро. Во ова јавување имаме двајца интересни гости. Тоа е охридската звезда Боби Мојсовски. Здраво, Боби, добро вечер за тебе. Кажи ни што е она што ќе му подготвите вечерва на гостите? Здраво, здраво, поздрав сите ваши гледачи. За вечера подготвив малу разнолик репертоар за сите генерации. Мислам дека има повеќе жанрови, ќе им се допадне на сите кои што ќе дојдат на градскиот плоштад. Инвитувате ли богата луда забава? Се разбира, богата луда забава, прилично брзи песни, може само една балада така за поемотивните, како што кажав, се надевам дека ќе им се допадне на сите. А кажи ни, Боби, што ќе посакаш ти оваа година од Дедо Мраз? Па прво што ми доаѓа на ум, здравје, среќа, позитивни луѓе околу мене и многу успеси на мене и на моите најблиски, они кои што ги познавам, кои што се дел од мојот живот. Ти благодарам многу. Како што кажав, уште еден специјален гостин во овие предновогодишни вести на Канал 5 телевизија. Тој е познатиот охридски актер Ташко Лабровски. Добро вечер, Ташко, и за тебе. Кажи ни како охриѓани ќе ги пречекаат туристите? Па како и секоја година ќе ги пречекаме туристите, ќе им понудиме добро расположение, а и на скопјанчишќана ќе им дајме чист воздух. Да дишат малку. Да. Што е она што ќе им посакаме за нова година, ете?
За нова година ќе им посакаме пред се здравје, среќа, љубов, се најдобро. Да трошат повеќе пари во Охрид. Да, во Охрид да трошат пари, па и не мора да трошат, нека ги пушат парите, ние ќе си ги потрошиме самите. Ти благодарам, Ташко, многу. Јас верувам, Томик, дека туристите нема да ни замерат на оваа мала шега која што им ја подготвивме вечерва. Инаку Охрид е препон со туристи, исполнети се и приватното сместување и хотелските капацитети. Најбројни се туристите од земјава, но ги има и од регионот Србија, Бугарија, Албанија, Црна Гора и Хрватска. Екипата на Канал 5 останува овде да се дружи со охриѓани, со бројните туристи, а за атмосферата од вечерва во утрешните изданија на вестите на Канал 5 телевизија. И пред да се одјавам, јас од овде, од градскиот плоштад од Охрид, дивам во студиото и на гледачите на Канал 5 телевизија би сакала да им ја честитам новата година. Нека биде среќна и берекетна.